Значи, кога зборуваме за превентивни мерки, пред се мисли на мерки кои што се преземат пред подигањето на насадите. Секогаш земјоделците и не само индивидуалните, и ние имаме веќе и големи комплекси, односно организации или како што ги нарекуваме фармери, кои што имаат и многу големи површини со овошни насади. Секогаш превентивните мерки се однесуваат пред подигнувањето, односно пред планирањето на овошните насади. Пред се треба да се внимава на избор на локациите, затоа што тоа е број еден фактор или елемент кој што натаму влие на успешноста на одгледувањето на насадите. Друго, кога ние имаме статистички податоци и се знае точно кои локалитети се подложни, пред се тоа се ниски, депресивни терени, каде што нема движење на воздушни струи, кои што за пократок период се врши мешање или движење на ладните воздушни маси, така да треба и да се има во предвид изборот на овошниот вид, односно на сортите. И лозата и овошните видови се повеќе годишни култури и велиме дека ако инвестицијата или изборот на локација или изборот на сорта во старт, ако е погрешна инвестицијата, значи наредните години се одразува, бидејќи велиме дека економска исплатливост на лозовиот насад или ако насадот се одгледува до 25 години, а кај овошните видови во зависност од сортите, од овошниот вид, различна експлоатацијата. За една илустрација, значи кајсијата, сортите кајси, сортите праски имаат по-мал или по-краток век на искористување, некаде до 15 до 16 години, за разлика од јаболките кои што 20 и така натаму. И секогаш велиме дека превентивната мерка е и за овошните, и за лозовите насади, е избор на локација и избор на сорта.